за тоа како раното детство на Исак Њутон ја обликувало неговата тајновита личност. Во тивкото село на Грантам, Англија, пред временото раѓање на Божик во 1642 година го означило доаѓањето на детето кое подоцна ќе го обликува текот на научната историја. Ова дете подоцна ќе стане прочуениот сер Исак Њутон. Соочен со предизвици уште од самиот почеток, раните години на Њутон биле обележани со трагедија. Неговиот неписмен татко починал само неколку месеци пред неговото раѓање, оставајќи го на грижата на неговата ужалена мајка. Меѓутоа, нејзиниот повторен брак со свештеник со име Барнаба Смит доведе до болна разделба. Мајката на Њутон се преселила со својот нов сопруг, оставајќи го младиот Њутон во грижа на неговите баба и дедо. Лузните на напуштено дете ќе му остават трага, што ќе влијае на развојот на неговата осамена и недоверлива природа. Како тинејџер, Њутон се соочил со нови предизвици. Бил жртва на врсничко насилство на училиште, но се трансформирал во вреден ученик, поттикнат од желбата да ги надмудри силеџиите. Меѓутоа, на возраст од 15 или 16 години, се појави нова пречка кога неговата мајка, повторно вдовица, инсистирала тој да го напушти образованието за да стане земјоделец. Незаинтересиран за земјоделството, Њутон се мачел на полињата. За среќа, неговиот поранешен директор бил доволно убедлив да ја предомисли мајка му и да дозволи да се врати на студиите. Со одлучност во срцето, Њутон го оставил својот рурален живот и се запишал на колеџот Тринити, универзитетот во Кембридж во 1661 година. Ова означи пресвртница, додека тој навлегувал во светот на академската заедница, оставајќи ги своите земјоделски денови во минатото. Од тешките предизвици на англиското село до светите сали на Кембридж, патувањето на Њутон било патување на издржливост и интелектуален триумф. Придружете ни се да го истражиме заедно животот на човекот кој ќе го смени светот на науката и математиката за секогаш. Сер Исак Њутон, име врежано во аналите на историјата. Останете со нас во следните возбудливи епизоди за животот на Исак Њутон.